отвараме овој блок со тема посветена на влекачите. Да, и водоземците. Добро. Двајца гости во студиото, Војо Иванов, зоонегувател, и Марко Наумовски, автор на книга за влекачи. Сега дали оваа дефиниција беше точна, ќе ни каже подетално гостинот. Или да си кажем за змиите. Па како сакате, ама во секој случај им се извинуваме однапред на сите гледачи на утринска програма, што им влагаме по дома со влекачи кои што најчесто не се многу општо прифатени или позитивно прифатени, ама ете нашата мисија е слична, да придонесеме на граѓанството да, ако не друго, барем ги разбере подобро. Добро, дали змиите се опасни за човекот? Треба да се информираме, треба да се едуцираме, треба да знаеме кога змијата напаѓа, која змија може да ни наштети и дали змијата е опасна за човекот или човекот е опасен за змијата? Или човекот опасен за човекот. Работа ми со деца во последниве, па добро, декада е веќе пред муабетов почнавме. Истото прашање многу често деца нели го поставуваат, дали може да касне, дали е отровна, дали е опасна. И тој цело време им го повторувам на децата, плашете се од луѓе, тие знаат да глумат дека ви се пријатели, тие можат да ве повредат многу повеќе од било што друго. Ако куче ве неќе, ќе ви лае од дворот, дали ќе влезеш во него, секако дека не. Ако животно во природа ви даде знак дека не треба да ја преминувате линијата, тогаш си ја барате бељата. Ама друг факт е дека во историјава на нашава држава, колкава и да е, не памтиме дека некој настрадал или умрел од каснување на змија или дека имало некоја сериозна драма, а луѓе секој ден убиваат луѓе. Така што медиум сме, мислам дека треба да зрачиме баш така и да ги подсетиме дека сепак ние сме најголемите зверови на планетата. Сега ово убаво да го објасниме, затоа што ќе се прашаат добро зошто е тоа така, биле луѓе каснати од змија, институциите се добро подготвени, има кој да ги заштити против отвор, има веднаш достапен. Што лежи за оваа констатација? Да се надоврзам малце на претходниот муабет во однос на тој страв. Стравот е оправдан. Филогенетски и онтогенетски е најстара емоција која се појавила кај човекот, меѓу останатото е и најкомплексна. И нормално е човекот да има страв од све што е непредвидливо, отровно, што е брзо. Она што не е оправдано, што е ирационално за нас, е желбата кај луѓето да се гонат овие видови, овие животни, да се убиваат и сето тоа да се сензационализира. Тоа е нешто што не е оправдано. Во однос на вашето прашање за каснувањата, каснувањата настануваат во неколку случаи, иако тоа во јавноста малце другачие се интерпретира, најчесто при обид за заловување на змијата. Ја не можам да разберам од каде е таа желба на луѓето да ги заловуваат овие змии, или пак најчесто еден друг тип на каснување, откако ќе ја убијат змијата, ќе ја усмрдат, тогаш почнуваат да ја фаќаат и со нејза да се фотографираат и покрај тоа што змијата е мртва, сепак отровот во главата, во тие жлезди што се наоѓаат е се уште присутен и може да настане каснување и да биде внесен отровот во човечкиот. Така и тогаш може да настане уште поголем проблем од тоа херојско дело споделување, така под наводници херојско дело. Отровот во глобала змијата го контролира кога го внесува во жртвата. Целта на отровот е да го усмрти, онеспособи пленот, за да може да го проголта или да се одбрани од предатори. 80% од каснувањата од змии отровници се суви каснувања. Што значи тоа? На местото на угридот имаме убодни рани. Тоа се две мали убодни рани, две точки да ги наречам, на далечиност од 1 до 2 сантиметри, од кои може да истекува некаква крвава содржина и да се јави во почетокот некој чувство на болка. Меѓутоа 80% се суви каснување. Што значи тоа? Змијата го штеди отровот. Она не може ирационално да го троши на се. Го нема во неограничени количини. Го нема Треба незиниот организам да го произведува. Не може да се укупи во при целосно истиснување на отровот кога се работи против отров. Потребни се до 3 дена за да се создаде отровот во таа отровна жлезда. Отровната жлезда се наоѓа под иззад окото и преку посебен канал е поврзана со втора акцесорна жлезда, а пак таа жлезда е поврзана со втор канал со отровниот зап. Отровниот зап представува еден специфично модифициран зап во чии центар се наоѓа канал, преку кој змијата го истиснува отровот, меѓутоа па ќе кажам контролирано. Во однос на каснувањата, да,
Во Македонија има 3 вида на отровници, од кои третата, остроглавата шарка, е релативно редок вид, со фрагментиран ареал на распространување и многу ретко се среќава. Дури јас имам сретнато само еднаш, а се занимавам со ова 15 на години. Другите два вида се поскокот и и шарката. И двата вида имаат отров кој го афектира кардиоваскуларниот систем и централниот нервен систем. И за двата вида постои противотров соодветен, тоа се најчесто серуми, двовалентни, што значи тоа дека има антитела и против отровот на поскокот и против отровот на шарката, така да жртвите на каснување нема потреба да се секираат дали ќе им биде даден против отров за поскок или за шарка, тоа е двовалентен и делува... Евентуално ако не е набавен, ако нема распишано тендер, па ако го немаме на залика во моментот. Ако немаме на залика во моментот, што Имат правиме? Што правиме? Среќа сме во Македонија, па имаме и друг пазар. Војо, многу е битно, извини Јована, многу е битно прашањето пред првата изјава што ќе ја слушнеме во овој појас од Центарот за управување со кризи, дали во Скопје, односно во урбаните средини во Македонија, со кревањето на температурите, со заминувањето на ладните денови и месеци, има наезда од влекачи, односно змии, како што сензационално се пренесува низ нашите медиуми. Не. Значи, едно е сезона на рептилите, која што е нормална, очекувана и треба да се учи по природа и општество. Тоа исто како да речете на пазар че има наезда од баби. Нели? Не, сега се стопли, бабите искачаат, пазаруваат. Ама и кога е студено искачаат, нашите нека ни се живи и омилени здрави. влекачи излегуваат за да нели го искористат топлиот период. Тоа се ладнокрвни животни кои што цела зима спиеле, сакаат да јадат и излегуваат во потрага по храна, исто како бабите по домати. А опасни ли се за човекот змиите? Напаѓаат ли змиите или се бранат? Марче беше скромен, иако е така млада енергија, сепак е медицинско лице, советите нека ги сватат сериозно, многу убаво ги објасни. Марко помина повеќе од 10 години волонтирајќи во Природонаучниот музеј во Скопје, плюс оди и на терен и е херпетолог сериозен, нели, неговото дело книгата кажува за тоа. И двајцата мислам дека ќе се согласиме со фактот дека повеќе има драма отколку што е реален простор за паника. Змија никогаш без потреба, како што рече Марко, нема да тргне да ве брка. Само на филмовите. Само на филм, ама тоа не е реално. Тоа се некои стравови, како што каже и он, што луѓето си ги проектираат, што би било, нели? Секогаш се плашиш од непознатото, кога ти недостасуваат информации, тогаш паниката е многу поголема. Има уши, нема. Слуша, а нема уши. Оди, нема нозе. Нели? Различно е комплетно од мене. Тоа е со се така, ама со змиите особено бидејќи се комплетно различни од нашата нели природа. И стравот кај децата е стекнат страв. Пренесен е стравот на родителите, директно пренесен како страв Обично на децата. Оди тамо во тревата, змиите нека те каснат. Нели? Полицаецот ќе ти дојде. За тревите и за змиите, за Дел од позмијарник. предупредувањата се тие, да, добро. Можеме со изјавата од Центар за управување со кризи, а веднаш потоа, главното прашање ми е до вас, во колку часот навечер ве бараат за да ги спасите од змии? Размислете што се ќе раскажете. Центар за управување со кризи, заштита од влекачи во престојниот период. Драги Трчуговски, државен советник во ЦУК, објаснува малку подетално кој е надлежен за справување со змиите. Високите температури ги предизвикуваат влекачите да се разбудат од зимскиот сон и да излезат на површина. Дали ова може да представува проблем по опасност за животот на граѓаните? Од аспект на кризен менеджмент, ја следим ова појава преку пријавите што ги даваат граѓаните до Центарот за управување со кризи преку единствениот број за итни повици 112. Во оваа 25-та година се уште е рано, имаме само 2 повика за забележани влекачи, змии конкретно, а минатата година имавме 23 такви случаи. Не би можел да зборувам за подолг временски период, бидејќи релативно нов е бројот за итни повици 112. Но сепак, присуството на змиите во урбаните средини е посебно интересно, бидејќи во државата кај нас нема специализирани екипи за нивно заловување од опасни терени, пред се зборувам во школските дворови, во градинките школски кои што имаат широки зелени површини, каде што постои можност да се јават и влекачи.
и нивно заловување од стручни лица и носење на безбедни локации. Безбедни локации кои што не би го загрозувале и нивниот опстанок. Сепак влекачите треба да се третираат исто како сите останати живи суштества и да им се пружат можности за нивен развој. Бидејќи оваа планета Земја заедно делиме со сите живи суштества. Од тие причини ние имавме една координативна средба минатата година за да ги видиме нашите сили и способности во државата, какви се во случај на пријава на граѓанин за забележана змија. Кога станува збор за змија, која што е забележана во урбана средина, во згради, во училишта, во градинки, специализирана екипа, како што кажав, нема. Нема ниту Министерството за животна средина и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, односно Инспекторатот за шумарство и ловство, немаат процедури за издавање на соодветни лиценци, едукација на лица кои што би заловувале диви животни, вклучувајќи и змии во урбаните средини, како што е со кучињата, например, и кои што тие диви животни, вклучувајќи ги влекачите, змиите, би ги однеле на безбедна локација. Во вакви услови останува само лицата кои што тоа го прават на доброволен начин, односно доброволно, кои што покрај својата работа од интерес имаат да се занимаваат, ги сакаат змиите, посебно влекачите и ги заловуваат, ги пуштаат потоа на определени локации, но и би истакнал, во државата нема од кои локации треба да се тргне змија и каде би требало да се однеси, на кој начин да се транспортира. Така да, тоа е отворено прашање кое што ни престои да го затвараме во наредниот период. Како би требало ние граѓаните да се заштитиме доколку дојдеме во контакт со змија? Основно е да не се паничи, бидејќи змијата е таа што повеќе се плаши од луѓето. И таа побрзо би избегала, ако само застанеш, таа ќе си замине и потоа продолжи со својот пат. Но ако сепак дојде до уботот змија, тогаш најдобро е веднаш да се повика бројот 112, да дојде итната медицинска помош, да даде соодветен противотров. Тогаш ќе треба да се запамти каква змија е убодот, затоа што не е ист противотровот кој што го носат со себе екипите на итната медицинска помош. Овде посебно би ги истакнал заложбите на итната медицинска помош, кои што некогаш излегуваат и од главниот пат, само да стигнат до местото каде што е лицето, значи и надвор од асфалтот, за да дојдат до местото да го спасат човекот. Тоа се случува од време на време, кога имаме такви настани, кога се ангажираат екипите на итна медицинска помош, што не е нивна должност надвор од возилото, но сепак тоа го прават. Се нашите лица од итна медицинска помош од целата држава. Инаку, кога ќе зборуваме за змии, минатата година, како што истакнав, имавме 23 случаи на пријава на змија, а имавме само еден убод од змија некаде во Охридскиот регион беше, што значи дека граѓаните во принцип се снаоѓаат и не се голем бројот убоди на змии, но сепак местото е битно дека се појавуваат змии во урбаните средини и покрај вибрациите, бидејќи има многу возила, камиони, а змиите познато е дека бегаат од вибрации на тлото, но се во последната змија беше пријавена за присуство на кеот на Вардар, но тоа е сепак и природно живеалиште до некаде на змиите и прашање дали треба да се воопшто дали треба да се заловува или не треба да се заловува кога се наоѓа на кеот на Вардар, без обзира што таму има и шетачи и велосипедисти, но и змиите имаат свој терен и своје право на живот. Двете припаднички на понежниот пол во нашето студио во оваа емисија денеска не се договорени да дојдат во иста боја. Спремни. Да. Крем ова каква е? Кафе, капучино? Ама готово сега каква е, што е. Звони Тој на сакаше да каже дека јас и пријателката денеска сме недоговорени во иста боја. Во исто руво да дојдете. На случај, што зема сезонски? Ама сезонски, така беше во сезонски. Енергии се тоа. Сезонски, Само е една констатација пред колешката Ани да ја Инаку вклучиме. дами се и двете, да, измијата на воја. Да, добро, ако е благородно животно и ако е, нели, како што велите, Чувар да на бидеме домот. чувар на домот, да бидеме Да, ги смирени, контролира глодарите. зошто тогаш во негативна конотација се поврзува како жена дека била лоша? Кој тоа Не го сум направи? сигурен јас дали имам одговор на ова прашање, Марче. Ти си кажа прв.
Јас не реков дека сте Вие лоши, јас реков дека... Ајде сега, Вака сите мажи да ве вака сега. слушнат, Не, зашто сите чекај, рековте чекај, дека чекај. тука жените се змии. Пауза, време за дебата. Не, кој рече, кој спомена Ти кажа, не јас. лоша карактеристика, кој спомена? Не, вратете не сите четворица. Ајде, сега Тука да ќе не ја биде- вигнам јас Ани Кој колешката, рече ќе ве дека сте молам да ја лоши? Бе, една приклучите против Ани. нас е видија. Ани, дали добро одбранив во ситуацијава, го одбранив Кој рече нашето дека сте достоинство, лоши? Само реков дека женско. сте исто облечени во иста Слушај, боја. брати чува исто змии, џабе ја прашуваш Ани. Брат ти чува зми. Да. Ани, вклучете Ани да ја видиме. Ани, дали брат ти чува зми? Дали Орце Георгиевски ги чува змиите или ќе ја косиме тревата? Добро утро, Ани, ќе го прашаме градоначалникот, сепак да односно бидеме малку председателот на ЗЕЛС. посериозни. Утрово зборуваме на тема неискусени јавни површини на територија на град Скопје. Мој соговорник, председателот на ЗЕЛС Орце Георгиевски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, поздрав до вашите гледачи, благодарам на вашата покана. Како и вообичаено со активности денеска го започнуваме денот, Ова е со вас можеби имаме неколку активности. една од други. поактуелните теми во градот Скопје. Граѓаните се жалат, имаат право на тоа. Еве ние како новинари сме сведоци дека на делови во градот Скопје навистина има неискусени површини. Како се справувате со овој проблем? Па, за жал можеме да кажеме дека и тоа да го констатираат сите колеги наши. Се не сакам да излезе како оправдање во јавноста, но несоработката со градот Скопје резултира на таков начин како што резултира и со отпадот, но и со зелените површини оваа пролет. Нашите служби кои што се десеткувани, знаете дека ние работиме со ограничен број на лица кои што помагаат во однос на јавната чистота, односно ги одржуваат парковите во општините, дополнително косатистите, се занимаваат со собирање на кабастиот отпад и така натаму, што се многу помалку како бројка од службите во паркови зеленило, например. Нашите служби се принудени, поради тоа што градот Скопје не си ја работи работата, и ако го земеме предвид, ова е градско зеленило овде покрај булеваров, булеварско зеленило, службите на општините, ево конкретно во случајов општина Аеродром, покрај тоа што нивните површини ги чисти, покрај тоа што нивните површини ги коси, исто и кај нас, но така и во другите општини во Скопје, ги косат и ги средуваат и површините на градот Скопје. Од таму генерално потекнува проблемот, земајќи во предвид дека станува збор за голема зелена површина, која што со мал број на луѓе, поради негрижата на градот Скопје, односно градоначалничката, и тоа не е прв пат да се случува оваа сезона, тоа беше така и минатата година, и предминатата година. Малку го одолговлекува целиот процес додека стигнеме да ја искосиме и градската површина, би рекол. А Скопјани овој период од годината навистина го сакаа, затоа што нели сите Така е. сакаме зеленило да излеземе надвор. Па Скопје секојаш убаво, ама најубаво и посебно е во пролет. Се трудиме максимално со нашите служби да секаде онаму каде што има зелени површини одговориме, односно да бидат искосени истите, да бидат во состојба каква што заслужуваат граѓаните да ги гледаат и да ги посетуваат парковите, но приоритет секогаш и акцент ставаме на училиштата, на градинките, дворовите, на истите, па подосна во втора фаза ги средуваме и останатите зелени површини. Тема број 1 на светско ниво е чиста животна средина. Граѓаните се жалат и на сметот кој што не е собран во одредени општини. Како се Така е, реагира? имаме состојба проблем сериозен и во тој дел, и повторно ќе кажам, јас мислам дека веќе на секој граѓанин на Скопје му е јасно што се случува во однос на сметот. Сметот е надлежност на комуналната хигиена и на градот Скопје. Имаме состојба каде што на одредени места, ево ако земеме во предвид мојата општина, во Расарник и во урбаниот дел, во срцето на кисела вода, на позициите каде што имаше по 3 по 4 контењери, изминатиот период и бројката на контењери намалуваат од за мене неразбирливи причини од страна на градот Скопје. Дополнително во руралните средини не се собира редовно отпадот, значи некаде по 2 недели се чека за да се собере отпадот, веќе е пролет и станува сериозен проблем. Тоа предизвикува нели појава на глодари и дополнително други проблеми кои што произлегуваат од сето тоа, и сите тие работи кои што треба практично и комунална хигиена да ги врши, особено отпадот околу контењерите, околу кантите, нашите служби се принудени да го вршат изминатиот период. И пак ќе кажам, не е тоа случај само оваа година, оваа сезона, оваа пролет, така функционираме 3 години за жал на нас. Нема соработка со јавните? Па нема, знаете дека не соработката само со општина Кисела вода, нема соработка со ниедна скопска општина градот Скопје, така да
не гледам дека можеме и нешто да промениме во тоа. Глодарите, тема на која што се зборува во студиото, се змиите и тие се присутни. Како ќе се справува периодов градот, вие како ЗЕЛС-и, нели оние типични комарци за овој период од годината? Па јас ги сконтактирав најголем дел од градоначалниците во градот Скопје. Има прво надлежност општината дератизација да се спроведе. Еве во нашата општина конкретно 4600 шахти веќе извршена е на истите дератизација. Ние тоа како активност го практикуваме на пролет и на есен, подоцна во есента. Јас се слушнав и со колегите, најголем дел скопските општини веќе имаат завршено со дератизација. Останатите во периодов што следува ќе извршат дератизација. Има оние коцки кои што се познати, кои што се распоредуваат по зелени површини за спречување појава на змии, односно оддалечување на змиите од тие површини. Исто така разговарав со директорката на Центарот за јавно здравје Марија Андоновска, која што ќе ни помогне во таа фаза како скопски општини да обезбедиме таков тип на материјали кои што ќе бидат распоредени по парковите, по школските дворови, по градинките за да ја спречиме појавата на змиите. Тоа директно не е наша надлежност, но сме приморани кога гледаме дека не функционираат службите на градот Скопје, ние самите да се справиме. Затоа во наредниот период ќе обрнеме внимание и како на тој проблем. И секако граѓаните во секој време можат да ги контактираат своите градоначалници за било каков проблем во нивната општина. Секако. Да. Благодарам на двете. Благодарам на. Студија. Благодариме Ани. Благодариме, Ани. Благодарност до Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛС. Се уште сме ние во нашето студио со нашата нова пријателка, која што е во сезонска боја облечена. Кики. Тешко вас, значи. Да. Ќе си ја викнам Тешко веднаш вам. да се симне. Така. Да. Еве се симнува. Си знае. Сите сличности со Војо реалниот живот. и Марко, прашање до двајцата. Ајде Марко, за тебе. Колку се битни змиите во екосистемот во кој што живееме? Мислам дека не можеме ни да доловиме, па ниту да сватат гледачите, да ја сватат важноста на не само на змиите, на сите влекачи, а и на водоземци во еден екосистем. Ако зборуваме за здрав екосистем, за правилен екосистем, секако дека треба да ги има и водоземците и влекачите. Од 16 вида на змии кај нас, со исклучок само на една, тоа е црвовидната змија која не се исхранува со глодари, сите останати во нивната исхрана, повеќе или помалку се вклучени глодарите. Така да се директни контролери на бројот на популацијата на глодари Кои што пренесуваат многу болести, кои што се битно е, штетници. така е, кои што битно е зошто се битни глодариве да се држат на некоја ниска популација, бидејќи се главни трансмитери, главни преносители на зоонози, тоа се болести од животните на луѓето. Дистрибутери. Дистрибутери еден вид, а тие болести богами се и како сериозни. Сега мислете моја, имам уште една поддршка. Сега сме 3 на 3 да ве видам. Опа. Да ве видам сега Чекај 3 на 3. момче или девојче ова што сега Не, го- не, два различни вида се, ама апропо муабетот за чуварот на куќата, во македонските села, ако Смокот. кажете за нешто, ќе кажете за смокот. И сега знаете, во вештачка интелигенција и во сите апликации кои што веќе ги имаме во телефоните, луѓе и ден денес знаат да речат, абе тоа не знам што ми излезе во двор, змија или смок. Така е. А ова е жолтиот смок, Тоа е многу скопскиот? често споредување, иако ова е од истата фамилија со нашиот смок, но ова е нели онаа која што се чува во терариуми, се вика пченкрана змија или корн снег ја викаат. Популарно, ајде да речам домашно милениче. Безопасно, гледате, малечко се камуфлира во зрела пченка, заради тоа и бојата ја добило по нели неговата камуфлажа природно. И станало популарно заради тоа што е интересна боја. Сега Но имам- истата фамилија е и смокот. Апропо смокот, чуварот на куќата е веројатно заради тоа што во тоа време на Глувци. контролата од глувци кои што најчесто Така пренесувале е. болести била таа легенда, нели дека ја чува куќата од зло, и втората легенда за смокот е дека цица млеко. Дека напагел трудници, тоа е Да, вистина така е, или- Да. Тоа е еден од поголемите митови. Смук веројатно затоа и го завикале бидејќи смукал млеко, као нели? Но тоа во реалноста никогаш не се случува. Ние сме единствените што пиеме туѓо млеко, нели? На почетокот од мајката, после и од се што можеме. Жената создава нов свет и Да. го храни за Но после тоа да и рече дека е смокот, змија. Веројатно во зима многу сакал да седи во шталите заради тоа што имало глувци, било топло,
не дека имало грејење, туку имало измет од крави, македонци не сакале да чистат до пролет, тоа било генијално компост место каде што ќе можат и да се стоплат и да се скријат и да најдат храна, се. Но во исто време и на пролет веројатно кога чистеле од стрес или паника, кравата веројатно снемувала млеко, нели на сите тие промени. И обично ги асоцирало со змиите и заради тоа веројатно и му ја доделиле таа титула дека тој е виновен за. Затоа треба да учиме и да се информираме за се и да ги слушаме оние кои што истражуваат и кои што знаат. Имам неколку прашања. Прво, зошто се како клопче некоја целата се склопи, едната другарка ми, а другата ја забележувам цело време дека се обидува со јазикот да Мирис. Што е тоа? Мириса, сака да јаде. Што прават змиеве? Змиите немаат, мислам, нивните сетила не се толку развиени, сетилото за вид и за слух, меѓутоа сетилото за вкус, да го наречам, и како е развиено. Они мирисаат преку еден орган, наречен Јакопсонов орган, кој се наоѓа на горната вилица. И уствари со јазикот, како го вадат јазикот, сите тие молекули што се наоѓаат во воздухот од нас, од глодарите, од животните, од партнерот за размножување, и се налепуваат на јазикот. Штом јазикот ќе влезе назад во устата, тие два врва кои се наоѓаат на јазикот се внесуваат во Јакопсоновиот орган и тука се анализираат сите оние молекули кои змијата ги собрала при вадење на јазикот и на тој начин змијата и мириса и вкусува. И дите баш на апропо муабетот, јас им објаснувам анатомија на змија. Мрче, сакаш? И велам, нели го објаснувам ова, ама во некоја попроста верзија. И тој вели, па да, рече, како мајка ми кога ме тера, кога идеме на море од Сабајле, вика, додека нема луѓе на плажата, стално ми вика, носот ти е затнат, полн ти е со мрсули. И овој вика, јас мора да одам покрај плажата, да дишам од морето, ми се спиеше, вика, мижев, ама дишејќи длабоко од устата, знаев да почувствувам и сол, знаев дека морето е блиску, иако не го гледав, така и веројатно луѓето ќе ги доживеат попластично змиите. Замислете, на деца им велам, замислете дека некој чудовиште, као оние джевахер, се појавува пред тебе, ти лежиш на земја и згора на тоа тебе ти се врзани и раци и нозе, не можеш да се одбраниш, што ќе правиш? И, нели, кога ги ставаш во таква улога, тие ја разбираат емпатично потребата на змијата, да ти кога ги влегуваш во просторот, дека ќе каснеш како во автобус кога ти се пикаат, нели сите оние сограѓани. Ама од тебе те заобиколуваат. Тебе те заобиколуваат. Кои што консумираат сезонски зеленчук за да се заштитат од грип, не? Особено тие сограѓани. Или на пример, прекрасен наш менталитет ќе зборуваме за тој. Да, македонскиот Индијана Џонс, Драган Арсовски, херпетолог кој што е во голем град, не можевме, или на голем град, не можевме да го вклучиме во живо поради страф од технички правилности или неправилности, па затоа го снимивме во текот на вчерашниот ден со неговиот став за влекачите и за сето она што ни се случува како медиумска фама, да го чуеме изворно што ќе ни каже. Ако ги прашаме медиумите, генерално секоја пролет ова време се соочува Скопје и Македонија со најазда на змии. Мене, доколку ме прашате, како херпетолог и човек кој што се труди и мачи се малку не секојдневно во овој период да ги пронајде змиите, пошто се тие доста таинствени животни, за жал нема најаст на змии, односно се уште ми е доста тешко кога ќе излезам на терен да ги пронајдам оние кои што ги барам. Секако дека во овој период тие се активираат, односно излегуваат од својот зимски сон и се малце поактивни, односно во потрага по храна и по партнер во овој период од годината. Во Македонија, па и во цела Европа не постојат такви видови на змии, значи не постојат видови на змии кои што од територијалност или грижа за млади и така натаму би нападнале доколку се пронајде човек во нивна близина. Што значи не. Доколку настане каснување, што се случува од време на време, тоа е све статистички нели возможно кога да дојде до каснување ако има некаква средба, меѓутоа тоа е една огромна реткост и најчесто се должи, тоест не најчесто, секогаш се должи на средба која што не сакале да имаат ниту човекот, ниту змијата. Змија е само една од работите која што би можела да ни наштети, меѓутоа може да многу други работи да не каснат, да не повратат и така натаму. Така да не би ја издвоил змијата како нешто што е исклучително поопасно од многу други членови на екосистемите. Едноставно кога сме ние во природа мора да бидеме да ги водиме евиденција за сите работи кои што се околу нас и да имаме предвид за сите членови на
на таа природа, шансите се стварно навистина мали да се сретне. И сега секако дека овој период од годината ги среќаваме тие работи во медиумите и се сензационализираат и затоа кога ги пренесуваме толку многу, кога една змија ќе се појави нели во град и ќе биде пренесувана и шерувана по медиумите, добиваме представа како да има кој знае колку змии низ градот, бидејќи едноставно се надувува така информацијата, меѓутоа така тоа е начинот на кој што функционираат медиумите сега и немаме што направиме во врска со тоа. Единствената отровна змија која што можеме да ја сретнеме во пониските средини, односно пониско од 1500 отприлика метри надморска височина во Македонија е поскокот. Поскокот многу лесно може да се примети, односно да се издвои од другите змии, има едно многу очигледно рокче на врвот од њушката. Единствените наоди за поскок во Скопје постојат од четоците на минатиот век, на предминатиот век, односно во последното столетие практично не постои поблиско среќавање со поскок од водно до Скопје. Во Македонија немаме служби како во Австралија кои што можат да дојдат и да одстранат змија. Јас кога бев помлад имав повеќе време, слободно го правев тоа на повеќе, меѓутоа сега навистина не е тоа нешто што го правам, така да мислам дека нема ни потреба експерт да се викне, туку бидејќи змијата ќе се продолжи по својот пат. За жал, ако се нашла таму некој од најчесто е доколку е жот смок кој што се прилагодил во некоја си мала средина, мал зелен дел од Скопје, најверојатно ќе остане таму. Меѓутоа ретко се случува доколку се наоѓаме во приградските населби или делови од градот кои што се поблиску до водно, како населба Водно или Црниче, може да се сретнеме со повеќе видови кои што се тука блиску па дошле од природната средина овде и повторно треба само да ги оставиме бидејќи тие најверојатно ќе се вратат од таму каде што дошле или ќе завршат под тркалата на некоја кола бидејќи не знаат едноставно ни тие самите да се снајдат во урбаната џунгла во која што ние живееме. Така да генералниот совет е не мора да се викне никој, треба да се остави змијата и таа ќе си отиде по својот пат. Голем град е неисцрпно место, нуди неисцрпни информации за истражување, тоа е едно од ретките места кои што се останати такви во државата, па и пошироко од државата. Имал среќа да едноставно не биде населен некој подолго време и има популации не само од змии и од жилки, него и од многу други организми, некои птици кои што наликуваат најверојатно на она како наликувале популациите пред човекот да зема ваков замав и да биде инвазивен во природните средини кои што не окружува, така да е стварно неверојатна ризница за еден биолог, би рекол дека е джекпот за истражување. Кој слушнавме, уште еднаш ќе кажам, македонскиот Индијана Џонс, кој што знае по неколку недели сам да престоја во шатор на голем град и да истражува, тој прави практично попис на водоземците и влекачите кои што таму живеат, како што каже и самиот неисцрпно место за истражување. Војо ние да се вратиме малку во реалноста како да се справиме со оваа медиумска фама што ни се случува, бидејќи медиумите сериозно психолошки влијаат врз населението, особено оној дел од популацијата кој што не сака да чита и да прима информација. Па добри, социјалните медиуми се тука. Апсолутно. Да. ЦУК минатата година не собра на еден состанок, поздрав до Стојанче, имаше стварно една фина иницијатива и желба да ја оправиме работава, ама не се случи. А тоа е да направиме некаков тим кој што ќе може да реагира во ваквите ситуации. Ghostbusters, да, све чудаци во оваа емисија, ама во суштина мора да постои некоја таква, да речем, ајде, дали е тим, дали без оглед дали е, значи волонтерски, ние секако тоа го правиме тоа низ годиниве. И во 2 навечер, во 3. Така, да, значи обично го даваат бројот, змија се појави, да, еве јави се на овој, може ќе ти ја извади змија. И сега знаете како, луѓе не прават проценка на ризици, па вика, видов ми претрчан из дворот. Мислам, тоа не е некој ризик фактор за луѓето. Заради тоа што нели птици прелетуваат и има разни фобии, тоа кртови под земја што не ги гледаме, да. Но тоа и воедно другиот проблем, она што ќе пробам на кратко да го спомнем, да се надоврзам со Орце, нели апропо зелената површина, многу често еве и на социјалните мрежи во последно време, змијарник, тревата толкава, забораваме дека ние на тој тревник не значи дека треба голф да играме во Македонија. Значи не значи дека целиот кејд ние треба да го покосиме и ние да направиме еден тепих зелен на кој што ќе треба да се воодушевуваме. Замислете дека ако немаме здрава почва, мисли дека целиот екосистем што е над го има и под во земјата. Како ќе живее ако нема сенка, ако нема зеленило, ако нема бубамара, ако нема бубачка, ако нема црв? Ние нема да имаме здрава почва. Дури во селата, отворете на групите на Facebook за земјоделие, јас се фрапирав колку само македонец станува експерт за хемија. Тури 6-15, 3-15, измешај ова со тоа, само да се прска.
Забораваме дека природата сама има лек за се, само треба малку да ја слушаме. Оние вистинските селани, рековме, никогаш не тепале, ама нешто во последниве години ни се случи каде што сакаме да сме на нива, да се воодушевуваме да биде тоа инстаграмабл, ама да постои некое апченце, нели, аз извинувам, што треба да ставам за да не ми се појавуваат змии? Викам, што треба јас да ставам на вратата да не ми се појавуваат лоши луѓе? Не постои тоа. Ме разбирате? И ова друго не Далеку постои. од хемијата. Така е, значи да се тргнеме, оставете парче зеленило во вашиот двор, ќе направите еден мал екосистем, бубамари, бубачки, бумбарчиња, децата ќе се воодушевуваат да се едуцираат и играат во Одамна тоа. човекот е отуген од природата, Направете за си жал. патека во тревња, кај што седите, можеби искосете го, сето останато оставете го на животните, така и нема да ги приметувате нив. Кога сме на тема животни, ајде колешката Анита Никушева Јованчев, уште едно јавување во овој блок, трето во блокот, но четврто од утринава. Ани, како домашните миленици да ги заштитиме? Да, тоа е темата на која што утрово разговараме, како да ги заштитиме домашните миленици од змиите и сето она што го имаме во природата. На оваа тема утрово разговарам со Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Добро утро, како сте утрово? Добро утро. Одлично, одлично. Еве дури сонце нас не огреа, што Да. е супер, малце да се размрдаме. Ова е убава тема која што можеме буквално низ целата година да зборуваме, меѓутоа актуелни се змиите, како да се заштитиме ние, како да ги заштитиме нашите домашни миленици кои што во овој период од годината па постојано ги носиме нам. Да, значи змиите овој е период кога почнуваат веќе да речеме да се раздвижуваат, затоа што сонцето како и кај нас што не раздвижува, така и на нив им дава стимул да се раздвижат во овој временски период. И треба да знаеме дека како што ние живееме на овој свет, така и змиите си имаат нивна природна средина. Тие се движат генерално таму каде што има треви, високи треви, каде што има некаков вид на засолништо за да се засолнат, но и кога има сонце сакаат да излезат и да се испечат и да се испружат буквално на сонце, на карпа, на асфалт, на бетон и така натаму. Тука во Скопје да речеме, знаеме дека секое лето имаме змии кои што се појавуваат на кеот. Тоа е заради тоа што на нив има тоа добра средина, прво нема многу раздвиженост, второ има и доста, да речеме, такви поп-паркови во околината, а и сакаат да се испечат на сонцето, па трим патеките им се баш одлично место каде што они ќе може да се посунчаат малце, да речеме, и ние тогаш ги гледаме и се плашиме премногу од нив. Какви видови на змии имаме во нашата земја? Нели има некои змии кои што се отровни, меѓутоа змии кои што најверојатно не се, како останатите, ама треба да бидеме внимателни. Да, треба да во секој случај треба да бидеме внимателни и треба да знаеме дека кај нас повеќето змии се неотровни. Така што може генерална разлика, ако видиме голема змија, поверојатно е да не е отровна, затоа што отровните змии кај нас во државата се пократки, да речеме до 1 метра. И да речеме имаме околу 5-16 видови змии кај нас во Македонија постојат, од кои што само 2 се отровни, имаме 2 што се малце отровни и другите се неотровни. И од тие 2 отровни, да речеме, едната шарката, таа живее на висока надморска височина, над 1500-600 метри. Реално, многу ретко може некој од нас да ја сретне, затоа што ние па, освен на планинарење, нема како другшие да ја сретнеме. Другата змија која што е отровна и која што за жал се води за една од најотровните змии во Европа, тоа е поскокот. Тоа е со едно мало рокче на носот, така што ако видиме мала змија со рокче, гледајте да ја избегнуваме. Што е доброто во таа ситуација? Прво, отровните змии не се толку активни како неотровните и тие обично седат на страна. Тие може да нападнат највеќе во самоодбрана, значи не се змии кои што напаѓаат, кои што се проактивни и така натаму, така што ако видиме таков тип на змија, гледајте само да ја заобиколите, да не ја рчкате или да не ја закачаме, таа најверојатно никогаш нема да направи ништо како што не треба. Сега ги имаме со нас нашите миленици кои што се љубопитни во секој случај и кога ќе начекаат, да речеме таков примерок, дали е глодар, дали е влечуга, дали е некој друг вид на животно, но се љубопитни сакаат да го душнат, поготоа ако има висока трева, ако има грмушки и така натаму, и во таков случај може да се направи напад од змија кон А ако змија го касне нашето милениче, како да реагираме во тој случај? Повторно прво треба да знаеме дека генерално се неотровни змиите, како можеме да направиме разлика. Ако кучето е пократко длакови, можеме да видиме каде е нападот. Ако е отровна змија, во таков случај тие имаат 2 заба, оние што ги гледаме сите на филмови и така натаму, и обично како 2 заба има местото.
некогаш е многу тешко да се најде, ама ако кучето зацвили од некое место, автоматски зацвили и така натаму почна да се оттекува местото, одма палиме кола и одиме на ветеринар, тоа е најбитно. Не треба да идеме да ја ловиме змијата, па да покажеме каква била, па што било и така натаму. Ако, да речеме, самата рана е како полукругче, тоа значи дека змијата најверојатно е неотровна и немаме никаков проблем во однос на тоа. Така што во секој случај не се да земате да вие да барате каква е раната и така натаму, може и да не ја видите, поготоа кога се по пувкави да речеме и така натаму, така што веднаш на ветеринар. Тоа е најсигурна опција. Да, и одете на првиот, него барајте матичниот ветеринар. Ако не се случил настанот во Маврова, отидете во Гостивар, отидете во Тетово. Да не се губи време. Да, не се губи време, не мора до Скопје да возат за првиот за матичниот ветеринар. И да ги споменеме гасениците, тие се актуелни во овој период, меѓутоа и тие доста опасни за нашите миленици. Да. Прво сакам да кажам малце повеќе и за змиите во однос на како да го заштитиме дворот. Има репеленти кои што може да се стават. Нашиот центар за јавно здравје Велес има такви заштитени средства и е убаво да се постават во самите дворови, во порурална средина или каде што има појава на змии. Во секој случај, искосената површина е многу важно да биде искосена, да биде средена, ќе ги пофалиме граничалниците пред малку што гостуваа кај вас, затоа што гледаме разговаравме со нив дека се насочиле кон таков тип на одржување на зелените површини, затоа што змијата сака во малце повисока трева да ужива. Во однос на гасениците, затоа што се појавуваат најчесто на водно и доста често имаме таков тип на пациенти во летното време или во ова пролетно-летно време, каде што животните биле во контакт за джвакале или изеле гасеница. Тие гасеници, посебно што ги има тука, еден посебен вид се, шарени, и се водат како во колони, една со друга, некој знае да се закачат. Може да предизвикаат буквално некроза на непцата, на јазикот и така натаму и се многу тешки понатаму за лекување. Значи со недели се лекуваме со тие пациенти, затоа е многу важно кога ќе видиме таков предел кај што има повеќе за гасеници, тргнете го миленикот за да не дојде во контакт со нив. Ова е убава тема, може да зборуваме многу повеќе, меѓутоа времето е кусо, а може да ја направиме од водно па никако да доближиме повеќе. Да ја дообработиме како тема, ова се генерално насоките што треба да направиме и за нас во природа обавезно високи чорапи или долги панталони за да не ни се случи нешто со змиите. Да бидеме внимателни. И со крлежите. Крлежите ни се многу актуелни. Благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Студио. Ани, благодариме. Да, имаме уште една минута да бидеме куси продуктивни како досега. Ајде, Марко, со тебе. Да направиме едно резиме. Што ако ги касне змија граѓаните? Значи, секое сомнение за каснување од змија, било дали отровна или неотровна, потребно е жртвите да се обратат на клиниката за токсикологија. Од лани... Колку време имаат од каснувањето до... Имаат неколку часа. Овие отрови колку и да се опасни, сепак не се толку потентни да настапи смрт одма кај жртвата. Не сме во Австралија. Не сме, да. Тоа не се мамби или кобри, така да имаат неколку часа да доспеат до клиниката за токсикологија, каде што имаат соодветен противотров и тие планови програми за лекување ќе бидат згрижени и успешно истретирани. Змијотровници Војо имали во Скопје, требали да се плашиме од змиите во главниот град? Ај што ретко се случува да се забележат, за да бидам краток, концизен како и преска, мислам дека тоа со децата што го повторувам, мислам дека и најсоодветно за да завршиме. Плашете се од лоши луѓе или плашете се од луѓе, тие глумат дека ви се пријатели многу често. Змија ако ве неќе или животно, таа секако ќе ви каже. Метла, ако ви дојде во дворот, изметете, а им нема да ја повредите, им себе ќе се заштитите, односно паниката, дека сте и дале правец за да го напушти вашиот дом. Немаме кобри, боја, конди, питони кои што се опасни за луѓето. Така е. Благодариме, благодариме Марко, благодариме на Драган, на сите соговорници што учествуваа во оваа тема. Време колку е? Да, 9 часот. Точно 9 часот, да.